почитуван председателя на Собранието на Република Македонија, господин Талат Джафери, почитувани пратеници, почитувани граѓани, почитувана јавност. Еве пред вас, како членови на владата на Република Македонија, на чија иницијатива отпочна процесот за уставни измени со единствена цел имплементација на договорот со Грција, со што треба да се овозможи пристапување на Република Македонија во НАТО и отпочнување на пристапни преговори со Европската Унија, односно на остварување на нашите стратешки цели за кои имаме неподелен, најшироко можен, општествен и политички консензус. Јавната расправа по нацрт амандманите за уставни измени, како обврска и во организација на владата на Република Македонија, заврши во предвидениот рок од 5 дена, со исто толку јавни дебати кои опфатија широк спектар на засегнати страни. Во рок од 2 дена по јавната расправа, владата достави сублимиран извештај од главните сугестии и предлози за подобрување на нацрт амандманите или како предлог текстови за амандмани на амандманите, што им е ставен на увид на пратениците. Јавната расправа започна со дебата во владата и потоа продолжи со отворени настани за предложените уставни измени во МАНУ, во Македонската академија на науките и уметностите, на Универзитетот ФОН, во Штип и во Тетово на Универзитетот на Југоисточна Европа, со учество на представници на академската и експертската јавност, представници од граѓанскиот сектор, како и на граѓани кои покажаа голем интерес на отворената покана на владата на Република Македонија. Јас лично ја представува владата во рамките на дебатата во МАНУ и при тоа без да сугерирам или да давам позитивна или негативна конотација, особен акцент ставив токму на вашите предлози овде и од представниците на парламентарното мнозинство, но и представниците на тие кои што се во опозиција, и во рамките на комисиските, и во рамките на расправата пред пленумот, за да поттикнем токму на тие прашања да добиеме и корисни совети и сугестии од пошироката јавност, меѓу кои и од експертската јавност. И во оваа фаза од процесот, од посебен интерес за еднината за нашата земја, беше спроведен и организиран со максимална инклузивност и подготвеност за прифаќање на секое разумно и рационално дополнување и усовршување на предлозите за амандмани во духот на договорот од Преспа. Текстовите на усвоените 4 нацрт амандмани низ претходниот собраниски процес и најважните, најконструктивните предлози што дојдоа од пратениците во Собранието на Република Македонија беа основа на оваа расправа. Секако тоа не ја ограничи слободата на јавната расправа и на инсистирање на представниците на предлагачот на уставните измени, дискусијата беше максимално отворена за сите нови предлози. За време на дебатите беше потврдено дека предложените уставни измени и амандмани се прифатливи и од аспект на идентитетските одредници, утврдени во Уставот, и дека сите предложени решенија се во рамките на нашата уставно-правна традиција и терминологија. Во однос на преамбулата на Уставот, како исходиште за државноста и незините специфики, и како историско-политичка традиција врз основа на кој се гради духот на овој највисок државно-конститутивен правен и политички акт, се нагласи дека преамбулата на Уставот треба да ги прецизира новите измени и да го одразува духот на новата реалност што произлегува со договорот од Преспа. Пренесувам одредени секвенции од расправата, низ кои преовлада мислењето дека нашата земја не може да ја смени својата географска положба, ниту својата историја, која е важна и темел на нашето постоење, но дека може да влијае на еднината со преземање на одговорноста и со донесување на одлуки за придобивките од имплементацијата на договорот од Преспа. Можам да потврдам исто така дека учесниците на сите 5 дебати се обединија околу ставот дека со договорот и решавањето на повеќе децениското прашање се затвора и поглавјето на идентитетските предизвици, кое заедно со членството во НАТО и Европската Унија се трите цели
кој ги обезбедува договорот со оглед на фактот што тој е заснован на европски начала, на европски вредности, почитување и градење на пријателство и човекови права и дека уставните измени треба да се гледаат во контекст на овие придобивки. Согласно конечната спогодба со Република Грција, се предвидува стапување во сила на амандманите со денот на ратификација на спогодбата од една страна и на протоколот за пристапување во НАТО од страна на парламентот на Република Грција од друга страна. Следствено, во случај на невлегување во сила, односно нератификација на овие два важни меѓународни инструменти во парламентот на Република Грција, нема да влезат во сила ниту предвидените амандмани. Тоа е логично, бидејќи самиот процес и наминувањето на овој проблем создаде една нужност да има механизам, чекорите што ние ги правиме, да бидат соодветно следени од чекорите што нам ни требаат од страна на соседната држава. Понатаму, во согласност со договорот, со уставен закон ќе биде утврдена примена на одредбата во однос на важноста на веќе постоечките документи и материјали, издадени од органите на власт на Република Македонија. Убеден сум дека преку инклузивниот процес, со внесување на сите одржливи сугестии, Република Македонија може да обезбеди двотретинско мнозинство во парламентот, бидејќи одговорноста е наша и тоа им го должиме на сегашната и на идните генерации. Пред да преминам кон заклучување, дозволете ми да ги прочитам во интерес на дебатата и контекстот сите 4 амандмани и можеби да посочам на измените кои што произлегува од комисиските расправи, расправата на пленарната сесија во собранието и јавната расправа. 33-тиот амандман: во Уставот зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија, а зборот Македонија се заменува со зборовите Северна Македонија, освен во член 36 од Уставот на Република Македонија. Како што знаеме сите, бидејќи долго време живееме, ги читаме, ги анализираме, ги дебатираме овие зборови и овие амандмани, овде содржината на овој предлог амандман е идентична со содржината на нацрт амандманот 33. Амандманот 34. Во преамбулата на Уставот на Република Македонија се бришат зборовите кои живеат во незините граници, отворени и затворени наводници. Одлуките на АСНОМ се заменуваат со зборовите правните одлуки кои се наведени во прогласот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ. Овде, како што знаете, едно од основните точки на дебата и критика, меѓу другото и од пратеничката група која што по моментов не е присутна на оваа дебата, беше зошто со потенцирањето само на прогласот практично на некој начин не ги акцентираме правните одлуки кои што се наведени во прогласот, како што и тогаш најавивме, слушнавме таа поента, тоа не е во спротивност воопшто со духот на договорот од Преспа и затоа овде има измена, како што има измена која што не ја менува суштината концепцијски на како е поставена Република Македонија како држава, меѓутоа олеснува, бидејќи со бришењето на зборовите кои живеат во незините граници, на некој начин се реафирмира концептот дека Република Македонија е заедничка држава на македонскиот народ, но и на сите граѓани кои се дел од албанскиот народ, од турскиот народ, од ромскиот народ, од влашкиот народ и од бошњачкиот и од српскиот народ. По зборот година се додаваат зборовите на кои се изрази волјата за создавање на самостојна суверена држава. Тоа беше исто сугестија што произлезе од нашата расправа токму во овој дом на македонската демократија. И
останува она што беше додадено во нацрт амандманот и Охридскиот рамковен договор, како еден договор што го реафирмираше унитарниот карактер на Република Македонија, стопираше процес што беше многу тежок и опасен за сите нас во 2001 година и договор што на некој начин уште тогаш го промовираше концептот Македонија е на сите нас и едно општество за сите. А се бришат зборовите затворени наводници, одлучија да. Амандманот 35. Тој е амандманот што вели дека ние сме среќни и задоволни со нашите граници и напротив сакаме да живееме во регион каде што границите нема да бидат многу важни, така како што не се многу важни меѓу Франција или Белгија, или меѓу Белгија и Холандија, или меѓу Холандија и Германија. Односно, во контекст на договорот на Шенген, практично и не можат да се видат и не можат европските граѓани да ги почувствуваат. Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Со овој амандман се дополнува членот 3 од Уставот на Република Македонија, како што гледате, во овој предлог амандман нема разлика со претходниот нацрт амандман 35. Последниот амандман 36, Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ. Тука, во овој став 1, од претходниот нацрт амандман, додадени се и особеностите, тоа беше сугестија што исто така произлезе од дебатата во оваа комисија и во дебатата во пленумот на Собранието на Република Македонија. Ставот 2 продолжувам. Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство. Став 3. Републиката се грижи за диаспората на македонскиот народ и на другите заедници и ги негува и унапредува врските со татковината. Овде исто така има измена што беше истакната во однос на потребата од еднаков третман на диаспората, што е многу широк термин, кој што го надминува терминот иселеништво и ја надминува врската државјанство или недржавјанство, за оние наши сонародници кои што имаат потекло од Република Македонија, но не се етнички македонци, туку се дел од припадниците, например, на делот од албанскиот народ што живее во Република Македонија, и тука врската на тие наши луѓе надвор Републиката има обврска да се грижи за таа врска. Ова, како што сите сме сведоци, бидејќи разговаравме за ова многу пати, исто така произлезе од нашите дебати тука. Четвртиот став, Републиката при тоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Како што знаеме, со овој предлог амандман се заменува членот 49 и амандманот 2 од Уставот на Република Македонија. Онака како што ќе пишува во одлуката за донесување на уставните измени во Законот за уставни измени, дека амандманите се составен дел на Уставот на Република Македонија ќе влезат во сила со денот на влегување во сила на конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 и 845 на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните, од една страна, и ратификација на протоколот за членство во НАТО од страна на Република Грција, од друга страна. Почитувани пратеници, да бидеме креатори, оние кои ќе бидат запаметени, дека нашата земја ја ставија во новата реалност на меѓународните односи, како земја со автентична улога и став, како земја која е учесник и креатор на сопствената судбина и иднина, а не наблюдувач на процесите во нашиот регион, во Европа и воопшто на меѓународната сцена. Како земја партнер
на големите сили во единствените сојузи со кои делиме и сакаме да делиме исти вредности. Патриотизам е кога им го градиш патот на идните генерации, заокружувајќи ја за државноста, реафирмирајќи го идентитетот. Да си направиме држава на која граѓаните ќе бидат горди, не штедејќи се себе си и нашите политички кариери. Имам една мала дилема дали да одговорам на некои аспекти кои што беа инициирани од процедуралниот настап на координаторот на најголемата партија во опозиција. Може би многу накратко. Мислам дека направивме се за еден исклучително деликатен процес, зборувам како влада, да ги вклучиме сите други, бидејќи нашиот природен интерес беше да се сподели оваа одговорност. И со оној со кој што ја споделуваме извршната власт, а тоа е претседателот на Република Македонија, и со оние со кои што ја споделуваме законодавната власт, тоа се опозицијските политички сили во собранието на Република Македонија. Не секогаш имаше искрена, добра волја да се биде дел од тие разговори. Подпишувањето на договорот е направено согласно членот 119 од Уставот на Република Македонија и согласно членот 3 од Законот за меѓународни договори, склучување, ратификација и спроведување, бидејќи владата во случаите во областите наброени во законот врз основа на членот 119 исто така има право да подпишува меѓународни договори и впрочем, како што покажува праксата, од 897 меѓународни договори во нашата историја од независноста, сите ги склучила владата, освен 5 склучени од председател на Република Македонија, од кој што еден е практична декларација. И Уставот, и Законот за меѓународни договори, и праксата укажуваат, и мислам дека треба еднаш да ставиме точка на овој аргумент, дека владата, јас ја представував, владата донесе одлука мене да ме овласти да го подпишам овој билатерален меѓународен договор со Грција, имаше и правно и политички легитимитет тоа да го направи, како што покажува Уставот, Законот и праксата. Мене многу ме боли што немавме цензус на референдумот, меѓутоа немавме цензус на референдумот бидејќи лидерството, раководството на опозицијската партија одлучи да не излезе и да не, ако сметаа и ако сакаа, и ако вистина мислат дека овој договор е штетен, требаше да се ангажираат, да се ги повикаат луѓето, да гласаат не. Не може народот да каже не со секоја почит за тие 37.000 луѓе кои биле против договорот, меѓутоа 610.000 луѓе кои што го поддржале договорот се повеќе од 37.000 луѓе. Ке беше многу подобро за долгорочното политичко здравје на нашата татковина да имаше цензус и искрена битка на аргументи, каде што луѓето ќе одат и ќе кажат ова мислам дека е добар, ова не мислам дека е добро. За жал, токму тие кои што 10 години повторуваат за ова прашање ќе има референдум, одлучија да не излезат на референдум и беа неверојатно брутални кон сопствените луѓе кои што се охрабрија и излегоа и кажаа што мислат за договорот на 30 септември. Не може да се каже спротивно на одлуката на народот од една страна, а да се каже и да се повикуваме на Државната изборна комисија, која што во службен весник формално со решение вели народот не донесе одлука. Или донел одлука, или не донел одлука. Нема одлука, бидејќи нема цензус. Меѓутоа има силен политички ветар зад овој правец, да ја тргнеме пречката напред, да зачекориме или да се растрчаме напред. Со 610.000 граѓани.
не обвинија дека сме носеле странски гости, јас тоа обвинение го прифаќам апсолутно и се надевам дека толку странски гости ќе имаме и до година, и следната година. Имавме голема чест, еве само еден гостин ќе спомнам, за прв пат од 1991 година имавме германски канцелар кој што ја посети баш Македонија, а не во друг контекст, погранични места и така натаму, и тоа на нашиот роден ден на 8 септември. Дај Боже да имаме секогаш такви и секоја година такви посети од тие држави какви што сакаме и ние да станеме. Вистина имаме историски процес. Јас ќе дадам се од себе во денешната дебата да бидам на нивото на таа историска дебата. Мислам дека имаме таква одговорност пред нашите граѓани. И ќе дадам се од себе да не паднам на нападите кои што се прилично крволочни и се сведуваат често на замена на тези, на навреди, дури на, не само на клевети, дури и на клетви. И мислам дека мора барем за едно нешто да се договориме. Сите си ја сакаме Македонија, сите сакаме да биде посреќна, поуспешна и поцврста. Никој нема сомнеш во сопствениот идентитет. Се бориме за тоа македонскиот јазик и се изборивме да биде македонски јазик, македонскиот народ да биде македонски народ. Тоа е здраво не само за македонскиот народ, туку и за деловите од другите народи што живеат со нас, за да си бидеме со дигната глава и достоинствени. Ако таа премиса сите заедно ја прифатиме, дека и сакаме добро на Македонија, можеби ќе имаме една убава и плодна дебата. Големи одлуки не чекаат, меѓутоа, како никогаш досега, вчера имавме отварање на инфоцентар за евроатлантски интеграции, НАТО членството е вистина на дофат, тоа ќе даде порака дека Македонија е тука и ќе остане во овие граници, и ќе биде дел од зоната на предвидливост, сигурност и стабилност, што ќе донесе и многу поголеми странски инвестиции, како што покажува неодамнешниот пример на 29-та членка Црна Гора, и со тоа создаваме реални услови Европската Унија да донесе одлука за започнување на преговори со Република Македонија идниот јуни, за конечно нашата следна генерација, нашиот млад талент да си ја бара Европа во Македонија и да извезуваме производи и услуги и ум, наместо да извезуваме млад талент во Германија, во Италија и каде не по земјите членки. Тој ни е изборот. Од другата страна се враќаме во ровот, продолжуваме со битката, не знаеме каков ќе биде исходот, меѓутоа имаме индиции, ако се слушаат опозицијските гласови од соседите во Грција, и имаме индиции дека секој следен воз, ако уште чекаме на станицата, ќе биде со се помалку вагони и пругата ќе биде се потесна. Ви благодарам на вниманието.